пресред на предстојниот попис кој треба да почне во недела на 5 септември, денеска имаме едно јавно обраќање до пратениците на Собранието на Република Македонија, така кажам условно последен повик до пратениците да се вразумат и да го одложат пописот на 5 септември. Нашето обраќање денеска ќе биде во форма на јавно обраќање до сите пратеници во Собранието на Република Македонија. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, Националниот блок не отвара врата, ви се обраќа во името на поголем дел од македонскиот народ и државјаните на Република Македонија кои се против нелегален, нелегитимен, фалсификуван и живото загрозувачки попис. Уште еднаш денеска ви уверуваме дека сме одлучни во својата активна и одговорна улога и досегашните наши активности, вклучувајќи го и нашиот успех за едно одложување на пописот, изградивме јасен став спрема пописот од кој нема отстапување. Нема отстапување од заложбата за реален и вистински, а не лажен и фалсификаторски попис кој лажно ќе го проброи населението во Република Македонија. Пратеници, барем од вас веднаш да го одложите пописот, земајќи предвид дека само вие имате законската можност за одложување на пописот. Сегашниот закон за попис не е усогласен со пописните стандарди на Евростат и документите на Обединетите нации од оваа област. Бидејќи со законот се опфаќа резидентното и нерезидентното население, се дава можност на трети лица да попишуваат одсетни лица со покажување на нивен матичен број, се дава можност попишување на етничката и религиозната припадност од трети лица, иако овие определби се од строго лична и приватна природа, се дава можност за двоен подпис за пописот од страна на директорот и на заменик директорот на Државниот завод за статистика со цел пописот да биде важечки, што сепутно го прават пописот политички наместо статистичка операција која што реално ќе го преброи населението. Во овој контекст сакам да повикам посебно директор на Државниот завод за статистика да престане да ја лаже јавноста дека нашиот закон е согласен со стандардите на Евростат и документите на Обединетите нации од оваа област, бидејќи како што спомнав има најмалку 5 до 6 моменти кои што го прават нашиот попис неусогласен со тие документи. Пратеници, не смееме да дозволиме фалсификуван попис со кој дефинитивно се руши темелот на македонската држава и живото загрозувачки попис во услови на пандемија во кој секојдневно гледаме заболени, а исто така и голем број починати лица. Пратеници, действувајте итно и до недела кога треба да почне пописот, направете законска измена за одложување на пописот. Во исто време ве потсетуваме и вас и целокупната јавност дека Националниот блок не отвора врата. Уште на 9 март во ова собрание поднесе закон за престанување на важење на закон за попис. На 24 февруари поднесовме до Уставниот суд иницијатива за поништување на повеќе членови од законот за попис кои не се во согласност со Уставот на Република Македонија. Но за жал, нашиот закон и иницијатива остануваат закочени во собраниските фиоки и во фиоките на Уставниот суд. Доколку не се прифати нашето барање за одложување на пописот, ќе повикаме на неизгледување граѓаните да не отвараат врата и на тој начин ќе го направиме пописот неуспешен со мал процент на попишување, за да ја покажеме на власта дека не признаваме нелегален, нелегитимен, фалсификуван и живото загрозувачки попис, со кој што дефинитивно, како што спомнав, треба да се сруши темелот на македонската држава. Пратеници, покажете одговорност и во услови на целосна концентрација на власта кај марионетскиот премиер Зоран Заев, одземете му го правото на Заев да договара и прифаќа фалсификување на пописот и во последен момент до недела одложите го пописот. За крај, ја предупредуваме дека македонскиот народ нема да прифати уште еден фалсификуван попис. Секој облик за фалсификување на пописот ќе се смета за опасна авантура и тешко велепредавство за Република Македонија. Националниот блок не отварам врата го прави потребниот чекор. На потекст е вие пратеници. Не отвараме врата.